Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек, емисијата со која секој ден од понеделник до петок од 20 до 22 часот се сретнувате. Полека влегуваме во летната ферија, си заминува есента и доаѓа летото, да не се фолираме, пролетова не беше, но во секој случај многу убаво за природата. Гледате колку убаво раззелени, реките порасна, езерата порасна, за оранжериите имаше многу вода, значи за наводнување краставици на одолкај, на олкај ќе има и храна. Не се. Драги мои пријатели и пријателки, влегуваме во едно интересно, возбудливо и пред се критично време. Македонија има често избори, но во последно време, откако оваа гарнитура дојде на власт, изборите се поретки. Ако се сеќавате дека претходната власт начело со Груевски секои 2 години и месте и правеа избори, воредни, наредни, вакви и онакви и така натаму. Иако по мене можеа да издржат уште некоја година и да преживеат сето тоа што требаше да се преживе, онаа лакрдија наречена шарена револуција, каде што многу прекрасни правдолюбиви луѓе беа злоупотребени и кои истите сега се па најголеми поборници затоа што се почувствуваа прелажани и партиски изманипулирани. Ние тоа го знаевме дека ќе биде така, но не можеш да го докажеш. Они искрено веруваа дека ќе направат некаква позитивна промена во општеството. Тоа е тоа. Тие што си ги изманипулираа, сега се добро ужлебени во власта, во НГО, разноразни цивилно-граѓански здруженија кои што црпат огромни пари и нормално чекаат утре кога повторно ќе бидат повикани за истата работа. Дали тука, дали во Србија, каде што веќе им тргнува шарената револуција и за жал ми е што исто таму правдолюби луѓе ќе си упропастат сопствената држава на сопствена штета само поради омразата кон еден човек и една партија за која се задоени дека они им се виновни за се што им се случува. Она што ви го спремам за наредниот период, наредниве денови, е еден серијал од 4 епизоди за инаугурацијата на Доналд Трамп. Да објаснам, значи не е документарец, туку во 2017 година, кога на изборите победи Доналд Трамп и кога ги гледавме оние шешердисани, дамлосани лица во Американската амбасада, каде што сегашната власт и нивните гавази испратени од тогашната власт на Обама очекуваа дека Хилари Клинтон ќе биде председател, нивните попарени, избледени, шешердисани, шокирани лица, мене ми беа праислес, особено кога го видов суратот на Бучковски, онака кој природно му е талентиран како што е, со дополнително, да не зборам за Радмила Шекеринска, за Заев и останатите. Сеедно, како и да е, интересно беше што Доналд Трамп, како поединец, се спротистави на системот, како Давид против Голијат. Човекот со храброст, со многу големи кохоњес и со добри менаџерски, медиумски способности успеа да се наметне, да ги победи сите своји против кандидати од Републиканската партија и да го поведе народот. Тоа е символично кажано, тоа е нонсенс, народ не се поведува. Ако народ не тргне во некој правец, нема што некој кој да го води. Еднаш народот бил поведен и тој што го поведе народот, го распнавме на крст, така што толку од нас. Сакам да кажам дека на многумина им се допадна неговата храброст, покрај тоа што беше храбар, е способен менаџер и он наместо со политика се ја менаџираше ситуацијата. За жал, заради него се измисли и болест, корона, се измисли и војна, војната дојде веднаш после неговото, но мораше да биде сручен затоа што ја спречи војната.
војната беше очекувана, војната беше најавена, сите знаевме и чувствувавме дека се случува една тензија која со доаѓањето на Клинтон едноставно ќе треба да кулминира со една голема војна. Доналд Трамп сето тоа го спречи и го одложи. Одложувањето на многумина им помогна, бидејќи не сме само ние просветлени се и тоа како и контробавештајните служби и државите и така натаму, да се подготват за дампирање на она што треба да дојде, она што се подготвува да дојде, кое, нели, Доналд Трамп им купи време. Ми ја зајакна економијата, ја намали невработеноста на рекордно ниво. И толку беше јак и успешен во своите политики, во своето менаџирање, бидејќи многу практично приоѓаше. Black Lives Matter. Што ви е проблемот? Тоа и тоа полицијата. Како ќе го хендламе? Вака ќе го хендламе. Па ако се сеќавате дека нивните шарени демократски NGO-а како кај нас овие, бараа дури и да се укине полицијата во одредени места. Мислам, замислете, а таа немулоза, барајќи потполна и тотална анархија, каде што крадењето, силувањето и убивањето ќе биде потполно несанкционирано, или воведувањето на некаква си животинска фарма, каде што некои само прогласени ќе делат правда и што ти ја знам. Идеше до тие крајности и се тоа беше поддржано од безброј нивни медиуми начело со CNN, кој беше знаменосец на се во ова. CNN, кои беа наши посетители, кои во организација Владко Ѓорчев ги угости, ги запознаваше со сите новинари, освен со новинарите како што сум јас, напротив со новинарите од А1, и си купуваше свој бекап кој до ден денеска си го има. Но не се, затоа и натаму ова слепа партиска ВМРО-вска лоботомирана каста се уште му аплодира, му лајка и го почитува. Па затоа и сте каде што сте, нели? Не се, иако сметам дека у овој момент оваа власт треба да падне и на власт треба да дојде ВМРО-ДПМН со акламација, со 80 пратеници, затоа што тоа го заслужуваат, виз верса со овие кои се тотално неспособни, кои за сиве овие години власт, откако се дојдени на власт, не донесоа една инвестиција. Се е на кредити и тоа е интересно, пак се однесуваме како во времето на Јосип Броз Тито. Не ни е гајле што нема инвестиции, не ни е гајле што фабриките не работат, не ни е гајле што нема промет, не ни е гајле што имаме огромна инфлација, важно он носи пари и ни дава плата, а од каде се парите не ни е гајле. Знаете како заврши Југославија? Со крв до колена. Истото им го правите сега и вие на вашите деца и на вашите внуци, затоа што сте покорни на сопствената партија. Доналд Трамп не е некоја личност за која треба да се угледаш, но е неговиот Дон Кихотовски пристап апсолутно ми е мил и примерен. Апсолутно го почитувам и иако на интелектуално ниво он тоа не го заслужува, но на менаџерско ниво, како оперативен менаџер, кој сите проблеми оперативно ги средуваше, дали е тоа мир, дали е тоа политика, дали е тоа економија, едноставно го менаџираше проблемот, а за тоа е, нели, он е заслужен затоа што сам потполно менаџирајќи стана, направи империја и стана милиардер. Не му требаа пари, он сакаше да остави некаков легаси за едните генерации. Тоа е добро. Тоа е добро. Елон Маск е следниот најверојатно, но ќе почекаме за него уште некоја година. Во меѓувреме, во Македонија се случува шарена револуција и се случуваат работите кои се случија во парламентот, каде што овие билмезиве се уште тврдат дека да не се повторело, дека тоа било државен удар, затвори еден куп луѓе и така. Истото, тоа што се случи во Македонија, му се случи неколку години подоцна на Доналд Трамп и едноставно не му дозволија втор мандат. Во меѓувреме, секоро секој кој бил на власт и паднал од власта, популарноста му паѓа. Освен ако не е широка поддршка, па за втор мандат и така натаму,
го победил едниот мандат, па се кандидира за другиот и го победува. За Доналд Трамп беше премногу опасно за оваа каста која сега не владе и кај нас и во светот, да се дозволи Трамп да има простор за уште еден мандат. Затоа го срушија насилно, а претходно после тоа, за да не може да се врати, нормално и за да му го искина чаламот, за да му оневозможат, ја измислија, ја мислам дека ова со коронава можеше многу поблаго да помине, но мислам дека најголема корист имаа токму овие кои им беше во интерес да го срушат Доналд Трамп, да ја поведат војната во Украина. Војната во Украина не е руско-украински конфликт. Тоа е многу поголема, подлабока работа и многу далекосежни последици. Допрва ќе гледаме од тој глобален конфликт кој се развива, кој треба да кулминира со конфликтот помеѓу Соединетите држави и Кина. Каква Русија, какво православие, остајте ги овие наши билмези што се само бендисани, се мислат, не сме ситна боранија све за нив. Проблемот е помеѓу Кина и Америка. Кој ќе има следната доминација? Кинезите знаат дека се е на нивна страна и играат долга и бавна игра. И само така се игра. Овие се подготвени за насилна и брза и ќе победат, но во долга игра губат. Зато им е потребна војна и голема светска дестабилизација, каде што волк популацијата ќе смее да говори само за една страна, да набива само за една страна, ќе мора да се постави само на една страна за повторно да се издигне железниот зид, наводно како Русија најголема опасност за светот и за Европа. Ниф им е потребно, не дека е тоа така, ниф им е потребно тоа. За жал, Русија е се уште слаба. Колку и да, она енергетски, воено е моќна и така натаму, незиното влијание во светот е минорно. Наспроти, овие кои растураат. Дали е тоа USA, дали се тоа фондации, дали се разноразни секте, се уфрлаат огромни пари за оние кои ги штитат нивните интереси. Па затоа ги имаме и ДУИ, затоа ги имаме СДСМ, од им се посла и овие дадоа средствата. Затоа ВМРО ќе биде у опозиција, затоа што е заинтересиран за зачувување на националните интереси. А тоа не носи никакви приходи. Ама ние ќе филозофираме кој требал, како требал да прави, без да имаме грам осет, култура, знаење, познавање и интелигенција, како се играат големите политички игри. Инаугурацијата на Доналд Трамп беше во 2017 година, на почетокот на годината, и ниеден медиум, ниеден новинар, ништо не пренесуваше од тоа. Јас тогаш направив на тогашната телевизија во сабота попладне од негдека 14, па се до 18 часот, па и повеќе, мислам дека траеше до 20 часот, некои си 4 до 6 часа програма, 5 до 6 часа програма. Таа програма идеше во живо, како идеше преносот, така го коментирав, забавно, но и со гостите и посериозно. Гости беа Цветин Челиманов, беше и Борис Дамовски, и ги искажуваа своите ставови и согледувања. Едно од клучните беше тогаш дека долгорочните планови на Соединетите држави не се менуваат со доаѓање на еден претседател. Но, знаете што, еден претседател прави разлика во естетиката на спроведувањето на планови. Ако е некаква доминација во некој регион, еден претседател тоа ќе го направи со бомбардирање. Друг претседател ќе го направи со политички немари и граѓанска војна. Трет ќе го направи со дилови, со бизнис, како што кинезите сега тоа го прават. Така што естетиката на власта и на владење на Доналд Трамп за мене е многу поблиска, бидејќи е човек кој пред се не предизвика ниту една војна, немаше ни една воена интервенција, ни еден десант врз ни една земја и, напротив, самиот на почетокот на војната во Украина, рече, јас да бев претседател, војна немаше да има. А тоа ви е јасно зашто беа толку шешердисани кога он победи, а не победи Хилари, затоа што ги спречи во плановите да почнат со војна.
Доналд Трамп и неговата инаугурација беше еден од најспектакуларните преноси, затоа што еден човек, еден Давид кој му се спротистави на Голијат, еден Ентмен кој му се спротистави на Танос, едноставно победи и пред се да си ги искажам својата наклонетост кон првата дама тогаш Меланија Трамп, која со својот изглед и држење просто блескаше. Ми се чини дека кога би имала Америка своја кралска фамилија, кога Америка би имала кралица, то би било Меланија. Достоинствено, камерно држење и покрај ултраатрактивниот изглед, мислам дека остави трага каква што се чинеше дека ни Жаклина Оназис никој не ќе може да ја надмине. Ја надмина. Ја би сакал повторно да го видам во валната со Доналд Трамп или барем Де Сантис, бидејќи овој Кутриов Бајден кој паѓа, заборава и така натаму е злоупотребен. Мене ми е жал за тој човек, но тоа само ја покажува бескрупулозноста на оваа негова партија, на таа длабока држава, кои се изживуваат врз тој човек за нивни собствени цели, криејки се, бидејќи не сакаат да застанат, сакаат целата вина за сите срања кои се прават да препадне на друг. Америка е преголема држава, јас сум убеден и јас знам и со докази дека Америка е најголемиот пријател на Македонија. За разлика од сите земји кои ќе ги спомнете, немаме ние поголем пријател и историски и моментално. Но Америка има свој струј, тоа е огромна структура каде што во другиве земји кои се тоталитаристички, како ќе каже врвот, така и овие мора да функционираат поинаку и во нив има струи кои естетиката на владењето ја прават на еден или на друг начин. Начинот на кој оние сега ја прават е под силно влијание на Сорос, кој па Сорос сам по себе не го прави тоа и он е една маша од една длабока држава, од една субверзивна општествено-цивилизацијска култура, која се обидува да ги наметне своите стратегии од Пентагон до целата западна политика, како со војнава со Украина, да се прогласи Русија за негативец, за гнасно, за одвратно, да се мрази, затоа што така престануваш да прашуваш што прави твојата власт и успеваш да ги спроведеш своите политики. За жал се понекој се прашувам, барем да им беа лукративни политиките, знаете, бизнисот па не трпи војна. Бизнисот барем дава, многу пати капиталистите се виновни, она тие произведувале. Не, луѓе мои, бизнисот не трпи војна. На бизнисот му треба пазар, мирен пазар кај што пари фрчат, кај што луѓето трошат. А ваму ги натера стотици фирми да се повлечат од Русија, еден од најголемите пазари во светот, и огромни милиони, милијарди заработка им исчезнаа преку ноќ, но не смеат да писнат. Тоа е така, за жал, дури и западната бизнис заедница и западниот капитализам е под голема криза. Еве ви го последниот пример кој е многу јавен, а можете да замислите што е под површината, што се случува. Под силен притисок на новокомпонованите лобија, ги натера најпопуларното пиво во Америка и во светот, по продажба, е Bud Light. И ги натера за заштитно лице да земат травестите. Интересна работа е што корисниците на пиво на Bud Light се претежно стрейт луѓе, мажи и жени, семени, идат на работа, заработуваат, за разлика од другиве кои, бараат да се крадеју по продавници, тоа било оправдано, сите оние сцени. Сето тоа е поддржано од таа нивна демократска левица. Ја гледаат рекламата и викаат, окей, ова ви е ликот на нашето пиво, јас со ова пиво не сакам ништо. Ништо не проговорија, едноставно. Карикирам, ако продажбата беше 6 милијарди, сега продажбата на пивото
е на 3 милиарди. Знаете што е пад од 50% за помалку од 3 месеци? Тоа е невидено. Тоа е пострашно од што големата депресија кога паќа акциите, кога умира компанија. Но ги држат сега на апарати, ја држат компанијата, па дури и ги охрабруваат и ги притискаат другите истото да го направат. Си викам, каде е бизнес логиката во цело ово? Ја разбирам да се залагаш за правата на одредени маргинални групи, кои се продаваат себе си и декларираат дека се мејнстрим. Како не се случи продажбата барем да застане? Еве, падна милиарда и затоа од солидарност LGBT, разни трансово, и сите тие дружинија кои викаат дека та нас не има секаде, та ние сме безбројни милиони на светот. Каде се нивните барем да го одржат, да од солидарност да покажат, за да го покажат и на светот, и на компанијата, и на себе, и на другите, дека ги има и дека поддржуваат. Не пијат пиво, не име гајле, они пијат цедевити, они пијат сокчиња и смути, они не идат на работа, не идат у црква, они не формираат фамилија, они само тролаат други и плачат за сопствените права. Доналд Трамп е опозит на сево ова. Доналд Трамп е оној кој им донесе, кој ги врати американските компании во Америка и ја зголеми вработеноста. Оно што денеска се одржува како позитивен економски раст во Соединетите држави е благодарејќи на неговите политики за само 4 години. Како и Македонија, она што го има, оваа власт што го црпи и го цица, едноставно од политиките која претходната власт ги имаше за 10 години со сите инвестиции кои ги донесе во Македонија. Ние имаме власта која го одбија ауди, а претходната власт колената ги искина за да донесат инвестиции со кои се уште преживуваме барем социјална сфера. Во овие 5-6 сати ги подели во 4 емисии. Пред секоја емисија ќе оди овој мој вовед да ве потсетам. Зошто? Зошто го пуштам сега и зошто Доналд Трамп инаугурацијата? За да ви се врати малку надеж, за да се охрабрите. Ја не знам дали ќе делувате јавно или лично, интимно или било како. Важно ми е да сватите дека ако сте праведни и знајдете начин како да си помогнете на себе и на другите. Да помагаш на други не само што е божествено, хумано и така натаму, туку е здравствено многу добро. Знаеш, човек кога ќе престане да се занимава со себе, веќе му е подобро во многу сфери. Ментално, финансиски, психички, физички. Во секој поглед се подобруваат работите. Значи, бизнис поисплатливо е да помагаш на други. Како? Не навлегувам, ќе си најдеш начин. Секој случај, 4 епизоди, подсетете се на Доналд Трамп, затоа што Доналд Трамп сега е уапсен. Дејќи неговиот рейтинг се уште не паѓа, а он најави дека ќе биде повторно председател на Соединетите држави, бидејќи и он ги гледа рейтинзите. Тоа е огромна опасност за оваа каста и сега се трудат како да му го уништат чаламот. Како на еден бивши председател, кој успеа да го срушат со една акција, организирана, психопатолошка, како кај нас што беше во април месец, нели, па сега лежат луѓе, така и таму беше изорганизирана една суптилна, маестрална игра, чија проба и тест и штих проба беше во Македонија, бидејќи ние сме полигонот на отворено општество, каде што политиките како ќе се спроведуваат во други земји, силно, насилно, несилно, се прво тука се тестираат. И од тоа не можеме да побегнеме, затоа што целата гарнитура, па дури и добар дел од опозицијата, им кумуваше, па како и оној преска црепот што беше сега у Киев и ги дочекуваше CNN и ги подигнуваше на пиедестал А1 и така натаму, а се уште е значаен и битен ВМРО-ец на кој
ВМРО-вците уште му аплаудираат. И да му аплаудирате. Ама после да не се чудите кај сте и зошто сте таму. Сакам да кажем дека не гледајте друг што прави. Вие делувајте. Не бидете утре, јас сум за овој, ама јас сум за онај, ама јас сум верен на партијата. Абе, ако ти е бит на земјата, ќе гласа за тој што може да ја направи разликата, колку да има критика за него. Доналд Трамп има многу мани, но сублимирано, тоа е најдобрата можна опција за целиот свет и за сите. Во многу аспекти. Ќе го гледате ова, се надевам и ќе ве насмеам, се надевам и некоја интересна работа ќе се каже, се надевам дека ќе направите некоја паралела што е тоа денеска, што се случило тогаш и како изгледало. И, нели, да се избориме еднаш со тој страв за кого утре ќе гласаме. Не е важно дали сме за ова или онаа партија, важно е да ги казнуваме. Око да не ни трепне. Викни го другиот на власт за да овој твојот се оправи, бидејќи секој кој е на власт и безусловно владее, се компрометира. Ако некого го сакаш, не дозволи да биде компрометира. Ако не го сакаш, осте го нек се компрометира. Јас затоа викам, шизофренија е гласачкото тело на власта. Они во исто време се им дозволуваат, а тоа што се им дозволуваат, овие толкова здесуваат во криминал, да после нема да можат ни да се вратат. Не ги жртвувајте своите деца заради партијата што ја сакате. Не е битно кого сакате. Секогаш ќе има можност да гласате против и така натаму. Или за едни и други. Но во овој момент нам ни треба Трамп, и ни треба партијата на Трамп, или таа што ќе застане зад него, да се врати, да излезе од затвор, затоа што ако се врати, ќе настанат тектонски промени во светот. Од војната во Украина до економиите и се она што ќе може да се ресетира тој девастирачки систем кој ни го наметна овие неколку години и со короната, и со војната, и со економската криза. Trump is my president. Навистина многу очекуваме од сево ова. Таков кармакаш беше со интернетот во моментот кога ја даваше заклетвата, тоа беше просто неверојатно. Јас се обидувам да стапам во контакт со Джейсон Мико. Ќе го замолам сепак преку Facebook да ме контактира, бидејќи контактите останаа во кармакаш невиден. А ќе се обидам уште еднаш да пробам да идам во живо на Facebook. На моменти се губи... Да, добро, идеме. 3, 2, 1. Океј, одиме и во живо на Facebook. Морам да кажам дека навистина имавме рекорди, ни се рушеа. До сега не сме имале олкава... Да, па може, зошто да не, одлично. Ваква гледаност на Facebook, затоа што мислам може да се рамни и со она што се случува со телевизијата. Имавме рич преку 90.000. Навистина спектакуларно, ви благодарам за сето тоа, кој ќе ги собереме и нашиве овдека гледања заедно со Фејсбукот, навистина во огромен број. Би сакал да ве слушнам и вас малку подоцна во текот на емисијата, драги мои, но ќе се обидам во меѓувреме првин да стапам во контакт со Джейсон Мико. Камерата е веќе зафатена за еден програм. Мистер Мико, hello.
Congratulations! Congratulations! Thank you very much. Thank you. How are you, Janko? You don't have me on a camera. I'm sorry because my camera is capturing live feeding on a Facebook. We have fantastic response on a Facebook. It's a new TV field, a new media field for me, of course. And while we talking the most important people in United States leaving the Congress and the lunch is finished and now it's starting the inaugural parade. Annual parade. Thank you very much. I'm very sorry for my broken English, but I will try harder. So, what is your impression after the speech of the inauguration of Donald Trump, new president elected? Congratulations and everything. First about his speech and what is the most important messages came out from this? Well, thank you, Janko. First of all, thank you for allowing me to be on your show and to speak to you, the people of Macedonia. I always enjoy the opportunity to come on your show and talk, and I send greetings to the people of Macedonia, my Macedonian friends and family from here in the States. It was a fascinating inauguration to watch. I am in my home in Tucson, Arizona. I have been to inaugurations before, and it is, let me just say first, it's one of the most unique experiences to see and participate in, this peaceful transfer of power from one administration to the new administration. One of the most important thing for the benefit of the state. Yes, absolutely. It is not about Republicans or Democrats or independents. It's about being Americans, and that is important for America, and that is important for the world. And so, you know, we just watched a little bit from the lunch there. The Democrats and the Republicans together speaking about how, you know, we are, you saw Nancy Pelosi saying, I am praying for you, Mr. President and Mr. Vice President. And that is so important for, you know, doesn't matter their political party. They are supporting each other right now. There will be a time for politics later. And I'll tell you, Janko, I have been praying today and for President Trump and Vice President Pence. Just as I have prayed and asked for former President Obama and former President Biden. And that is just so important. And I think it's almost uniquely American. I'd love to see people around the world do that for their own governments. I'd like to see Macedonians pray for the Prime Minister and the President, no matter who's in power. And that's one message I want to send. The second thing, to your point about what he said in his speech, and I thought it was an excellent speech, but before the speech, he said, let's just say, yes, it was wonderful that new elected president and ex-elected president and the candidate who lost the elections shake their hands. It's something science fiction in here. So let's this be a lesson in culture, in civilization, yes, how yes, you should behave for the benefit of the state. No matter what are you thinking about, I know what Hillary thinks about Trump, that he's a scam, that he's a dashback, and etc., etc. And maybe she is right, but she shake his hand. He's a president, and no talking about it. This is something we should learn. That's my point. Sorry. Please, great point. You wanted to say about the speech some... Yeah, about his speech. You know, I listened to it, of course, and then I went back and read it, because it's always better to go back and read things than to just listen. And a couple of things that he said as it pertains to foreign affairs and Macedonia, which is important for your audience and my friends in Macedonia. He said, and I quote, we will seek friendship... Na традиција не пише едно правило, но може и тоа да се случи. Значи само ротација, сега за сега, само ротација на оние што пешачат се ротираат и тука има некаков безбедносен аспект, излегува од автомобилите, сите, дали е некаков алерт, не знам, навистина се утростручи бројот на тајната служба.
Не можам и двете работи во исто време на ова, да ви ги давам и парадата и јас да бидам во екран, затоа што една камера или вака ако сакате, ама во теме ќе ми гледате. Не можам, невозможно е. Така што ви ги читам коментарите, ви благодарам. А ова се веќе протестите. Значи, овдека е веќе густото, затоа се удвои и утро и специјалната служба. Ова се протестите. Ова ви е класична сценографија на Сорос. Ова не е спонтано, ова не е американски народ. Овие ги гледавме со тие транспаренти, со тој дискурс дека ти си против она, а не си против ова. Истото што му го правеа на Груевски, на Иванов. Се сеќавате дека Иванов, кога ја прогласи амнестијата, како протестира и шизеа. Каде беа сега кога доби Заев амнестија, тогаш е во ред, навистина. Трамп, Путин, ете, гледате, ѓавол, демон и така натаму, и така натаму. Ете и што значи еден дел успеа, па демократија, им дозволуваат. Мирно ако протестираш и тоа ќе го добиеш. Но обезбедувањето е алерт, погледнете само. И овде, навистина, не ќе може ни јајце да полета кон ништо, бидејќи ако некој се осмели такво нешто да направи, но гледате, оние повторно, гледате дека тие што се против него се малкумина, но се многу гласни, но тие што се за него се претежно мирни луѓе на кои им е дегутантно да урлаат и да прават мајмуни од себе. Хотелот Трамп го гледате, спектакуларно изгледа. Доналд Трамп е успешен човек, си успеал сам во бизнисот. Демократија, плутократија, ало бе. Абе за Сорос работите, вие му замерате за капитализмот на Доналд Трамп. За еден берзански шпекулант. Доналд Трамп вработува луѓе. Тера бизнис од кој има бенефит не само неговата држава, он отвора хотели во други држави, таму вработува, троши храна, има соработници, луѓе вработува и така натаму. Сите имаат бенефит од неговите инвестиции. Од Сорос само шлајмот на овој свет. Љумизација, хистерија. Ја немам ништо против маргиналните групи, немам ништо против луѓе што мислат поинаку, ама кога тоа си го прават искрено и себе. Овие, твитерџиеве наши, платеници на за Сорос да работиш. Абе, нема подно. Нема подно. Џабе се лепите дека овие не чинеле, а вие за правда се борите. Не можеш ти да се бори за правда да работи за Сорос. Крај на муабетот. Ама мене Сорос не ме плаќа. Не, твојата невладина те плаќа затоа што твојата невладина ги добива тие средства. И тие средства беа постојано во сооднос едни со друге. Ниче Димовски ми се приклучи исто така, поздрав Ниче. Ниче, и ти очекуваше големи, најавуваше големи промени. Еве, ги гледаме овие промени. Нормално очекуваме и дека импактот нивни ќе го видиме на дело. Да видиме сега што е, застана целата парада. Дали Доналд Трамп ќе излезе од автомобилот или уште една рокада имаме, навистина не знам што се случува во овој момент. Цветин, ако имаш некој подобро знаење, мислиш дека јас шлајфувам, јави ми се. Мислам дека Доналд Трамп ќе излезе од автомобилот. Токму така. Се очекувајте да падне интернетот. Многу храбро од него. После сите закани што му ги направи и со неговата... здив губам од оваа жена. А син му е прекрасен, еј. Детево е таков шизик, таков фраер. Браво, браво. Фамилијава му е, не знам. I like it. Big like. Меланија, браво.
Браво, браво. Треба да ја држи за рака, сепак е она на 10 качена, тенка штикла. Колку што гледам, она не носи панцир. Тоа може лесно да се забележи према нејзините облини. Доналд можеби. А малиот син му е кул и влезе и он у филм. Браво, браво. Фраер. Не ја пуштај од раце. Гледайте ги само лајковите кои пристигнуваат од како ги вида. Браво, браво, браво. Ви благодарам на сите за срцињата. Супер, супер. Вау, врне кај мене, врне од срциња. Супер, одлично, феноменално. Сега ако е Шизик да застане тука у Макдоналдс кој што кршеа, да влезе по 2 хамбургера, да бапне. Сепак е народен човек. О, русите со руско знаме, дали ги гледате? Го тргнаа тоа од кадар за да не му го тријат, но се свртена кај нив руското малцинство. Сепак има руси во Америка. Најверојатно сега ќе дојде до оградата и да се поздрави со некој од своите симпатизери и сапортери. И тоа може да се случи, но и да се врати во автомобилот. Да, ќе се врати во автомобилот, така беше и со Обама. Традиционално е секогаш еден дел од рутата и пешки да ја помине. Не видов дека има некакви протести или проблеми, но руското знаме мислам дека можете да го забележите десно. Мислам дека е руско, не е српско. Whatever. Дадоа широк кадар, не знам сега зошто е тоа така. Он застана пред, неговиот хотел, International Trump Hotel. Дали тука ќе се одржи нешто, еве неговата екипа и мафне и нив си ги поздрави своите луѓе. Секако они се откажа од својот бизнис и навистина и нема потреба од такво нешто. Тука тоа го направи, добро. Сосема разбирливо. Неговиот бизнис се останува во рамките на фамилијата, ќе го водат други. Мислам дека неговиот бизнис е сега нешто многу повеќе. Правеше, направи многу пари, беше со многу војжени, се изнаужива и сега му е голема шанса, бидејќи народот го избра да биде она што ниеден политичар не може да биде, а он нема никакви опашки и не е должен никому ништо, затоа може да ги направи тие радикални промени. Кај нас тоа го очекувавме првин од Љупчо Ѓоргиевски, кога дојде 98 година, дека он со криминалците, кои до тогаш ја масакрираа Македонија, ќе излезе на крај. За жал, он направи дил и никого не пипна. Со тој дил, не само што му пропадна и си го спаси собствениот задник, туку го масакрираа него и неговата партија. Сепак му останаа парите, нека му се на здравје, се обиде што се обиде, но не успеа да излезе. Груевски направи нешто сосема друго во 2006 кога го порази СДСМ, но и он со криминалците не се соочи, не ги посочи и му требаше многу време. Сепак направи радикални потези како со апсењето на Заев, но за жал не додржа. Требаше тој судски процес. Сигурно се кае зошто не беше процесуиран, а притисокот кој го направи тогаш партијата, не успеа да го издржи. Сепак Бранко Црвенковски го спаси. Потоа со амнестијата. Потоа имавме една антимакедонска телевизија која толку царуваше во криминал
на неговиот собственик, да тоа беше без преседан. Без преседан. И со тоа успеа да се изборат, но очигледно дека со многу поголем противник има не само Сорос, со Сорос беше и USAID и американската администрација и ние имавме на вистина огромни проблеми. Да, ВМРО не помина сјајно на овие избори, затоа е сега ситуацијата како што е, но ВМРО ДПМН немаше фер борба. Немаше фер борба. ВМРО на овие избори се бореше против пола планета која беше сјатена од соросписки платеници, политичари кои работеа на демонтажа на македонската држава. И тоа стои. Затоа имаме и платформата, но ова што го гледаме овде, овој председател и добро вели Цветин, во наредниве 8 години ќе го гледаме. Горан Дитковски, Меланија е прекрасна. Златко Трпевски, поздрав, Златко. Да ја бараме ли Тина, кажи ми. Ги гледам Миленко и Бобам, ама не те пропуштам и тебе и Трамп. Поздрав. Здравкица. Hello, Здравкица. Знаете која Здравкица? Од Канал 5, Weather Girl. Да, она не гледа. Здравкица, Милич, поздрав до тебе, Здравкица. Ристе Рикардо Данев, Тина Делима. Тина, што мислиш? Време ли е да се чуеме јас и ти? Виктор Велковски вели, какви муда покажа на сите и на Сорос што излезе од кола. Ао, му се влечат по асфалт. Да е здрав и жив и он и Мелани, а и синот. Поздрав до тебе, Јанко Сител, да живее Македонија. Тоа се дел од пораките, предпоставам дека стотици пораки се на мојот официјален профил на фан пејџот кој не можам да дојдам. Сепак е ова од мојот личен профил и не можам да ги... Цар си фалави, се надевам, се трудам да биде забавно. Да сум у автомобилот со Мелани. Абе, Трамп излези, ја ке седам со незе, ќе ја чувам. Да ги носам стварите, шофер да ја бидам. Мислам дека Мелани ќе биде како Жаклина Кенеди, Джеки Кенеди, или Жаклина Оназис, како сакате подоцна, но дека нема да биде трагична фигура, дека оваа ќе биде председателска приказна со хепи енд. Џо Николовски вели, ова веќе председател прав американец, голичиве, а не оној чоколадниот претходно прав циркузант. Обама феноменално ги владееше медиумите. Он која ќе излезеше, феноменално знаеше како да ги вози медиумите. Тоа што пола свет запали, не успеа да стигне до Америка, до американскиот народ. Не на онаков начин успеаше секоја своја лоша политика да ја нампира. Но американскиот народ очигледно, нели, глупи американци, очигледно не се. Очигледно не се. Добро вечер за следниот гледач. Ало. Повелете во програма, сте ве слушали. Добро вечер, Јанко. Здраво, повелете. За соседјача кај му е помолник Господ, Билки, ќе биде за Македонија добро. Ова што Трамп е председател. Не слушам? Ало? Те слушам, како не те слушам? Дека ја го се губи слика Власов. Збори си. Викам, Билки ќе помогне на Македонија и на Европа да се кристализува и Соросов. Дали знаеш, Јанко? Не слушаш? Да. Викам, дали знаеш овој Белиов, дали си замина, што ги бркат очи да мовела? Не знам на Не вистина. знаеш, очи да мовела чордо и цел живот. И така слеп да го водат. Те мола дека коментираш слика Ивановото. Може така? Ти благодарам, значи, еве, добро, режијата држи и моја слика и она што се случува, одлична графика, благодарам на реализацијата, thank you, Рики. Ја не можам постојано да сум, не можам на Facebook да сум
И јас и ова. Ако сакате само да свртам спрема мене, окей, ве молам кажете, ако не, ќе ви држам преносот да го следите. Не можам и двете, навистина, од технички причини. Ќе идам сега да го видам мојот фан пејдж, да видам што таму се коментарите. Vice President of the United States, Michael R. Pence and Karen Pence. Continuing the presidential escort, the U.S. Capitol Police escort the Capitol Police Color Guard. Добро, немаме многу коментари на фан пејџот, окей, но имаме многу. Тука си и Срвов и мојот братучет Булимбашич од Макарска и многу уште стотици и стотици други. 14.000 не гледаат. Еве го ричот од претходниот дел, имавме 104.000 рич со 27.000 гледања. Ви благодарам за сето тоа. А ако имате други, окей. Така, како штабот од Дуи, која ги лепе американско и македонско знаме со албанското, да, истата финта е, точно е, сер ми фаќаш, ама сосема на место. Messages request, Јанко Царци, не чити име и презиме, ако... све име и презиме. Шо ми праќате, све е со име и презиме. BBC News во живо, многу, не можам сите да ве постигнам, ви благодарам за тоа. Ако имаме друг гледач на линија, вклучувајте го. Anytime. Јанко, ама ти ке спиеш пред врата, изгледа вечерва, ја претера со Мелани Цар. Сања Зафировска, вака да ти кажам. Ја ке спијам дома, ама у понеделник која ќе дојдам у емисија, да не се чудиш дека ќе зборам добро вечер, еве уште една емисија. Јаде Борек, многу ми е драго шо се и така натаму и така натаму. Зошто мажот ја губи длабочината на својот глас? Особено, еве, распрашајте се зошто е внусите звучат како што звучат. Добро. О, Димитар, се уклучи у програма? Мерхаба, мерхаба. Менја Јанко, малку ти, малку пренос. Добро, еве, малку пренос. Еве. Отворени се и линиите за вашите јавувања, секако и коментарите. Се обидувам да ги следам. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер. Повелете, во програма сте. Јанко? Да, во програма сте. Бог да го благослови македонците, реком македонскиот народ, сите добронаверници, Доналд Трамп, да им даде заштита, да бидеме едно со Бога, возлюбени во Бога и да знаеме како да се справиме со домашните предавници. Значи, прво да им соцеме имотот на оние што се домашни предавници, значи таа првата мерка ќе биде правна и сите оние што стегуваат за телевизија што зборуваат преку телевизија лошо за властите, за Македонија, за македонците треба исто да одговараат кривично. Значи, од друга страна, Заев ќе биде синоним за најголем предавник. Джабе му сета пара, значи, мене да ми понуди сите пари, цело богатство на светот, јас не би одел против мојот народ. Никак. Значи, не постои пара, попто не се става ни под разно тоа. И добро ќе го даде Груевски и СДС да не помисли да биде во коалиција и со пат на оставки со албанските партии. Да не помисли, значи, ни случајно, ни во подсвест, да им биде јасно тоа. Тоа ќе се третира како државен удар, како пуч. Добро. Како ти изгледаше тебе церемонијава ова, бидејќи не можам долго да те оставам,
Еве, кратко впечаток, бидејќи стигна до Белата куќа. Еве, мислам дека е спектакуларно и се гордееме со неговата сопруга како со наша блиска роднина од нашето поднебие и не треба да дозволуваме преку телевизијата, преку особено лукаскиве телевизии како се Канал 24 и Телма, кои сеат раздор, кои работат против македонскиот народ, против државата и треба да се укинат тие телевизии. Не, ти благодарам за тоа. Збориш, ја не сум. Ако они се такви тоталитаристи, јас не сум. Еве го, повторно излегува Доналд Трамп од автомобилот. Да видиме дали е тоа во близина веќе на Белата куќа. Ја видовме Белата куќа, но тоа беше лайв фидингот на Russia Today, кој со своји камери, посебен фид има. Ние овој фид, мислам дека го добиваме од Fox или ово е националниот. Ќе одам малце погласно да слушнам. Претерувам за Меланија, стварно претерувам. И се гледаат, и се отцртуваат подвезиците од оздола, душа ми се топи. Значи, повторо, ова е второ излегување. Поздрав до Рики. Добро бе, Рики. Добро, Рикардо. Поздрав до Рики од Рикардо имаш. Луѓе, има ли некоја информација, можете ли да ми чепнете креацијава што ја носи Мелани Трамп? Значи, само запишете. Ова е од Иванка бебенцето. Мислам, предпоставувам, така? Не сум сигурен. Леле, ама е сладко мало, но позади, види го, шекер. Карл Лагерфилд. Океј, thank you very much. Преку ден во Ралф Лорен, на балот во Карл Лагерфилд. Добро. Алма Аптека, поздрав. Дарко Дулеј Крстановски, хај до тебе. Трамп, цела фамилија сега се собра, излегоа. Леле, колку се убави луѓево, како се естетизирани, како изгледаат. Ке се врати повторно во автомобилот, излезе само да ги поздрави тука со децата. Храброст на вакви протести, на вакви најави. Вчера CNN даваше документарец што би се случило ако се изврши атентати и како би се извршил атентат врз Доналд Трамп. Така што просто како да направи повик за такво нешто. Без преседан. Но добро, си имаат. Јас и Благојче Иванов ја сакаме Меланија. Може ли еден поздрав? Може Тодор Тодоровски. Ниче Димовски вели: денес најголемиот брезански манипулатор Сорос ја изгуби играта за да направи трета светска војна. Малкумина се свесни каква игра на манипулација на колективната свест беше подготвена изминативе 2 години. Пишува Ниче Димовски, изминативе 10 години. Јанко, CNN може да ти позавиди. Добро, Рикардо, добро. Не ме фали. Жарко Стојановиќ вели: јас пред малку те карав за што му сметаше на Челиманов, ама за муабетиве за Меланија те амнестирам. Поздрав Јанко Јанчев, Мартин Мајсторов. Значи, предпоставуваме дека е од Карл Лагерфилд, но дали има некој потврда да ми потврди дали стајлингот нејзин е тоа? Дечково е сигурно во Хуго Бос, мислам младичов мој. Одиме со следниот гледач. Добро вечер, повелете. Ало. Повелете во програма сте. Добро вечер, Јанко. Здраво, здраво. Прекрасно во животот, никогаш не сум била порадосна. Америка, првата дама на Америка, прва дама во историјата на Америка. Во историјата, да се гордеат и да се гордее цел свет. Значи, незиното држење во живот, во мој
65 години не сум видела поголема дама. Браво за Трамп, се надевам дека го имаме првиот искрен пријател на Македонија, на Србија, на Словенија, на Русија. Се надевам на целиот православен христијански свет. Значи, конечно, ќе се сврти историјата на подобриот живот во светот. Доста е со разорнувања, уништувања. Се куртулитме од црнчето. Доста белиот свет нека надвладее, честитки, убавини. Во животот не сум го видела и поголема радост не сум почувствувала. Ти Браво благодарам. македонски народе, браво херои македонци, браво херои американци кои го дадовте гласот да ве води еден човек полн со љубов, со душа, со достоинство. Ти благодарам, Јанко, на сето ова што го правиш за нас, македонците. О, ја ви благодарам, најубаво. ме збунивте, сега се ме облеам малку пот. Благодарам. Ја ќе се вратам сепак на другите работи, не знам со пофалби. Светлана Петреска, ти благодарам. Еве, вика, идната прва дама Меланија Трамп е во креација на Ралф Лорен. Инспирацијата е од рафинираниот стил и елеганција на поранешната прва дама Джеки Кенеди. Но дали ова што го носи сега, Светлана, те прашувам, дали сега што го носи е креација на Ралф Лорен? Личи на Ралф Лорен и затоа и прашувам. Самуел Спаторо Илиевски вика, и CNN и BBC можат вода да ти носат за отворена емисија Anytime, Anyplace. Имаш голем поздрав од Владко Јанчев и мене, браво за Трампо, Слободанчо Јанчев, Ама Сионска, Инес и Меровски, поздрав, легендо, поздрав до тебе. Сега е шанса да се вратат семејните вредности, вели Љубен Бубе Костовски. Ете ги реакциите, ги слушате од обичните луѓе. Тоне Нанчовски, денес на Македонија се родвит, ме разбираш. И Александар Козмин Велинов вели Ралф Лорен. Океј, Ралф Лорен, Ралф Лорен и тис. Ке морам нешто да купам, барем некој парфем од Ралф Лорен за дома да ја смирам ситуацијата, за да не сморам тенко на... Не, добро, ние сме по Арманито. Едно Армани од 30 милилитри и мир у куќа. Скромна е жена ми. О, Мартин Толовски ни се приклучи. О, машала, машала, Мартин. Од кај се јавуваш? Од Хрватска, вака да не си? Мартин. Дали Мартин Толовски е Мартин Протигер или Мартин Толовски е Кларк Кент? Тоа не успеав да го знам, дека е само Супермен. Кој е? Не знам. А, Мартин, шо правиме сега? Поздрав до сите вас. Еве го Трамп по трет пат излегува од автомобилот да го поздрави народот. Мислев искрено да ви кажам дека заради сите оние Ружа Чунихин, поздрав до тебе, Ружа. Јанко, на изследното излегување дај коментар за фризурата на Трамп. Не, затоа што ја ваква фризура ќе имам. Ја ваква фризура ќе имам. Впрочем, ја планирам да исчезнам овдека од старост, не да умрам, да исчезнам пред камери, да се распаднам, да ме снема. Значи, ја немам намера да се пензионирам. И леле како оди, леле како се држи, Бог да чува. Ја разбирам и манекенка, ја разбирам и стилизам, ама стварно мисловен процес ми се губи женава која ќе ја видам. И сега шо да пази шо збориш? А шо да кажеш? Многу во креацијата на ова, на она, ти реков ми рече. Ова е више друго. Што е више друго? Што да ти кажам? Што е пораката од овдека, бе? Што е заклучок? Сакаш некоја како Мелани, ќе бидеш успешен. Нема да бидеш контар, ќе работиш, ќе се трудиш, ќе гинеш, ќе произведуваш, ќе се образуваш, ќе произведуваш. Далеко е за нас. Нема ти тоа далеко е за нас.
Тука е Бобан овие 2 дена, земај го во емисија на Интересното човече, многу можеме да научиме од него сите во Македонија. Да, точно е. Бобан, поздрав до Бобан, он вечерва е со Миленко Неделковски на Алфа телевизија, но ние идеме во живот. Љубен Бубе Костовски вели, после толку закани што има, тој излезе од возило, бравос. Љубен, по трет пат излегува од возило. И ова, ако он глуми, Мелани ова не може да го одглуми. Ова е навистина една позитивна, но гледате колку деца, видете ги убави луѓе, здрави, прави, мислам, гледате ја физиономијата. А Малиов ќе го биде као Груевски. Така ми иде малце и шизички. Да не му ставиле панцир, па кутриот е 20 мъкне. Ама храброст. Морам да признам дека храброст. Предпоставам дека е тоа обезбедено и така натаму и така натаму. А она е Иванка ли е позади со оној феноменален капут со многу копчиња на незе и таа линија. Извинете, жените ги гледам и децата можам да ги гледам и да ги коментирам. За мажите, Донал, што да кажам? Тоа сигурно носи Хуго Бос, кој... И тоа не е ни битно. Жените се украсот на овој свет. Бог е од жена отелотворен и жената не само што е од суштинска важност, ја ќе ви кажам, жената е многу повеќе од што објект за обожавање. Жената е украсот на овој свет. Знаете, прочитав една поетика која вели: каква функција има розата? Ружата. Никаква функција нема. Ни во екосистем, нити плод дава, ни ништо. Освен да ја гледаш и да ја мирисаш. Со што да ја споредиш жената, освен со тоа, дека е врвниот украс на овој универзум, на ова живење. Ете, така и јас ја доживувам и се восхитувам и ја величам жената. И прва и единствена, на прво место на овој свет во нашиот универзум е нашата Пресвета Богородица, заради низиното согласување да го роди Господ Бог. Се чекало илјадници години. Се чекало многу долго да го направи. Простете ми со ова, но знаете, естетиката на жената, мене не ми е спротивност да се восхитувам на естетиката на жената, исто колку што се восхитувам и на низината продуховеност. 3 фактора се кај жените што ме фасцинираат. Продуховеност, телесна убавина и интелектот. Овие 3 работи се она што една жена ќе ја направи тоа. И мислам дека брзо ќе ги процените луѓето ако се фолираат. Знаете, сме видели и поубави манекенки од Мелани. Мелани сигурно можеби не е ни најинтелигентната и така натаму, малце забрзаа овдека во чекорот, но незиното држење и говор на тело мислам дека сите го препознавате. Така што драго ми е што таа фасцинација не е само моја, туку и ваша. Забрзаа малце, не знам зошто е тоа така.